Бистра, една од најубавите македонски планини, изобилува со прекрасни пасишта. На бачилата Русин, Говедарник, Салтаница, Соломуница, Чавкарник, Смрека, Плоча, Кириловец, Вардар Градско и други се белеат безбројни стада чувани од карамани и мијачки овчарски кучиња. Македонските сточари се оние кои што низ повеќето милениуми ги зачувале овие стари македонски раси. Токму тие се оние што и во иднина ќе се грижат за нив преку нивното одгледување во природни услови на македонските планини. Шеснаести јули 2011 година на пасиштето во атарот на село Галичник, крај бачилото Вардар Градско, беше реализирана манифестацијата Ден на одгледувачите на овци и кози, ден кој ќе биде запаметен од македонските сточари. Денот на одгледувачите на овци и кози се одбележа со повеќе активности. Надпревар за рачно молзење на овци, надпревар во стрижење овци, борба на пеливани, изложба на ракотворби од волна, изложба на различни раси на овци и кози и настанот кој привлече особено внимание, изложба на шарпланинци и македонски овчарски кучиња карамани. На изложбата беа представени неколку карамани и шарпланинци. Караманот Мечо на Душко Мандаровски, караманот Бурдуш на Љупчо Боцевски и караманот Калеш на Маријан и Владко Костовски. Изложбата на караманите беше организирана од Кинолошкиот сојуз на Македонија и Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман. Караманите беа особено интересни за публиката, затоа што оваа стара македонска раса на куче, која беше на раб на изумирање, сега имаа можност да ја видат пред себе. Караманите им го привлекоа вниманието и на дел од членовите на фолклорната група која настапуваше на манифестацијата. Со задоволство се фотографираа со караманите, но и прилегаа едни крај други. Бистра е ризница на изворни овчарски кучиња, пред се од расите мијачко овчарско куче и караман, а еден од нив беше на 100 метри од боксовите со карамани пред бачилото Вардар Градско. Стариот овчар со нескриено задоволство раскажуваше за неговите подвизи во борба со волците и не ја криеше желбата да се фотографира со својот нераздален другар, затоа што оваа сегашност еден ден ќе биде минато. Само фотографиите на овој документарен филм
ќе сведочат за некогашното постоење на овие двајца другари кои им пркоселе на суровите услови на планинските пасишта на Бистра. 16 јули 2011 година беше денот кога членовите на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман и представниците на Кинолошкиот сојуз на Македонија ги потсетија сегашните и идните сточари на неопходноста од зачувувањето на македонскиот Караман, кој повеќе милениуми гордо чекорел покрај стадата на македонските планини. Бистра, една од најубавите македонски планини, изобилува со прекрасни пасишта. На бачилата Русин, Говедарник, Салтаница, Соломуница, Чавкарник, Смрека, Плоча, Кириловец, Вардар Градско и други се белеат безбројни стада чувани од карамани и мијачки овчарски кучиња. Македонските сточари се оние кои што низ повеќето милениуми ги зачувале овие стари македонски раси. Токму тие се оние што и во иднина ќе се грижат за нив преку нивното одгледување во природни услови на македонските планини. Бистра,
една од најубавите македонски планини, изобилува со прекрасни пасишта. На бачилата Русин, Говедарник, Салтаница, Соломуница, Чавкарник, Смрека, Плоча, Кириловец, Вардар Градско и други се белеат безбројни стада чувани од карамани и мијачки овчарски кучиња. Македонските сточари се оние кои што низ повеќето милениуми ги зачувале овие стари македонски раси. Токму тие се оние што и во иднина ќе се грижат за нив преку нивното одгледување во природни услови на македонските планини. Шеснаести јули 2011 година на пасиштето во атарот на село Галичник, крај бачилото Вардар Градско, беше реализирана манифестацијата Ден на одгледувачите на овци и кози, ден кој ќе биде запаметен од македонските сточари. Денот на одгледувачите на овци и кози се одбележа со повеќе активности. Надпревар за рачно молзење на овци, надпревар во стрижење овци, борба на пеливани, изложба на ракотворби од волна, изложба на различни раси на овци и кози и настанот кој привлече особено внимание, изложба на шарпланинци и македонски овчарски кучиња карамани. На изложбата беа представени неколку карамани и шарпланинци. Караманот Мечо на Душко Мандаровски, караманот Бурдуш на Љупчо Боцевски и караманот Калеш на Маријан и Владко Костовски. Изложбата на караманите беше организирана од Кинолошкиот сојуз на Македонија и Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман. Бистра, една од најубавите македонски планини, изобилува со прекрасни пасишта. На бачилата Русин, Говедарник, Салтаница, Соломуница, Чавкарник, Смрека, Плоча, Кириловец, Вардар Градско и други се белеат безбројни стада чувани од карамани и мијачки овчарски кучиња. Македонските сточари се оние кои што низ повеќето милениуми ги зачувале овие стари македонски раси. Токму тие се оние што и во иднина ќе се грижат за нив преку нивното одгледување во природни услови на македонските планини. Шеснаести јули 2011 година на пасиштето во атарот на село Галичник, крај бачилото Вардар Градско, беше реализирана манифестацијата Ден на одгледувачите на овци и кози, ден кој ќе биде запаметен од македонските сточари. Денот на одгледувачите на овци и кози се одбележа со повеќе активности. Надпревар за рачно молзење на овци, надпревар во стрижење овци, борба на пеливани, изложба на ракотворби од волна, изложба на различни раси на овци и кози и настанот кој привлече особено внимание,
изложба на шарпланинци и македонски овчарски кучиња карамани. На изложбата беа представени неколку карамани и шарпланинци. Караманот Мечо на Душко Мандаровски, караманот Бурдуш на Љупчо Боцевски и караманот Калеш на Маријан и Владко Костовски. Изложбата на караманите беше организирана од Кинолошкиот сојуз на Македонија и Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче